Добро вечер. Да наздравиме за душата на Република Македонија, кој од вторникот нааму веќе не постои. Ова е вода, почитувани гледачи. Јас и не пијам алкохол. Меѓутоа гестот е символичен. Ние всушност наздравивме за душата на една држава која вторникот нааму, според договорот помеѓу Ципрас и Заев, треба да замине во историјата. Ние кои сме малку повозрасни, кои се сеќаваме на распадот на поранешна СФР Југославија, во период од 27 години сме сведоци на две нестанувања или исчезнување на двете држави во кои сме живееле последните 27 години. Тоа не е работа со која можеме да бидеме среќни. Можеме да најдеме милион оправдувања зошто тоа се прави, меѓутоа не можеме да одговориме на прашањето кој ни е мандатот историски од нашите предци, од нашите деца или нашите неродени внуци да правиме нешто за што не сме добиле мандат. Ниту еден од нас нема мандат да го менува името на Република Македонија. Ниту еден од нас има уште помалку мандат да ја менува историјата на нашите предци. Во вторникот беше договорен историски банкрот на Република Македонија. Ние ќе добиеме нов стечаен управник. Новиот стечаен управник кој ќе раководи со тој историски банкрот на Република Македонија ќе биде Ципрас или некој иден грчки премиер. Господине Заев, пред самиот крај на емисијата да ве прашам доколку Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт. Нема доколку ќе дојде на власт. Значи, моето прашање е доколку Социјалдемократскиот сојуз, нели така, дојде на власт, може ли да дојде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Република Северна Македонија со превод на сите јазици. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во уставот. Знаете што значи држава банкрот? Значи Република Македонија денес е во историски банкрот. Ако Бугарија некаде пред 20-25 години, во времето на владата на Жан Виденов, се соочи со финансиски банкрот, тогаш на чело на бугарската држава дојде валутен борд, без чија одлука или без чија согласност не можеше да биде спроведена ниту една економска мерка од било која наредна бугарска влада. Ние денес, според она што го прифати Зоран Заев, сме држава во историски банкрот. Тоа значи дека ниту една историска или било каква друга одлука, пишување на учебник, објавување на учебник, книга, научен труд или било што друго, кој допира политички, економски или не знам историски теми, нема да може да биде објавена без согласност на грчкиот премиер. Грчкиот премиер ќе биде цензор, кој ќе определува или кој ќе дозволува како ќе бидат третирани историските теми во Република Македонија. Држава која своето историско наследство, која својата историска наука, кој своето историско постоење го става во раците на премиер на туѓа држава, може би не заслужува да биде држава. Меѓутоа ние немаме друга држава, почитувани гледачи. Ние имаме само ова Република Македонија. Треба да направиме све да ја зачуеме ова Република Македонија. Во момент кој е момент на тага, кој е момент на поделеност на македонското општество, да најме сили како да излеземе од целата оваа ситуација. Ние сме мала држава, во моментот големите сили не се на наша страна. Тоа што е на наша страна е вистината. Ајде да се обидиме таа вистина да ја капитализираме во вистински правец. За мене, почитувани гледачи, не постои амнестиран политичар во Република Македонија последните 27 години, кој нема барем 1% вина за ова што денес ни се случува во Република Македонија. Да, Зоран Заев ќе оди во темната страна на македонската историја, меѓутоа никој не е амнестиран. Сите ние сме виновни што дојдовме во една ваква ситуација. Сите ние сме виновни што после 27 години не успеавме да ја задржиме државата, да го задржиме името на државата и да ја зачуваме македонската историја. И никој од нас не може да избегва таа своја историска или човечка одговорност. Сите ние сме виновни, некој од нас е помалку, некој е повеќе виновен. Тие кои пред време ги гледавме работите, се обидовме да ви укажеме на се ова што сега ќе се случи. Не можете да кажете дека не сте били информирани. Сите од прв до последен сте били информирани. Ваша е одлуката што ќе правите понатаму. Ние нашето го завршевме. Ви укажувавме, ве предупредувавме. Вие одлучивте да направите нешто поинаку. Тоа ќе биде дел од вашата судбина, ќе биде дел од вашата меморија и ќе биде дел од вашата лична и колективна одговорност
во името на еднината на оваа држава. Господи Грчева, да не ми замирите, ама вака како ве гледам, има некоја нордиска убавина кај вас. Значи, вие сте родена да бидете типска нова северна македонка. Секако не. Секако не, може би имам нординска убавина или јужнословенска убавина, но ја би рекла дека... Нема више јужно, може само северно. Може само северно. Да, може би и тој термин ќе не биде забранен, така да ќе се пазиме од се што носи призвук северно, веќе ми е страв да помислам за зборот северно. И сега, значи, на одмор нема дојте у Грција, ќе ојте на Балтик, тамо северно море, Ја ретко негде, и одам северно море. на одмор, ретко и одам на одмор. Меѓутоа, овој срам што ни се нанесе, пред се да кажам, еве што најмногу ме повредува и ме прави гневна. Добро, Значи, ќе станеме членки на НАТО. Тоа ве прави гневна или не ве прави гневна? Не, прво да се разбереме дека членки на НАТО и на поготово на Европска унија не стануваме уште долго. Еве теоретски да претпоставиме дека ќе станеме членка на НАТО. Ние сега ќе станеме членка на јужното крило на НАТО, кај што досега требаше да бидеме и да припаѓаме, или на северното крило на НАТО. Бидејќи е глупо име со Северна Македонија, држава со име Северна Македонија, да биде членка на јужно крило на НАТО. Значи ние сега веројатно со Шведска, со Норвешка, нели? Шведска е неутрална земја, но Норвешка си е членка на НАТО, ќе си биеме дел на тоа северно крило на НАТО. Да, добро, мислам може да се прават варијации на тема, што се ви на тема дека сме веќе северна, ќе бидеме евентуално некаква си северна држава. Јас сметам дека воопшто одлуката да се влезе во НАТО е парадоксална, знаете. Светот се наоѓа во една студена војна која што ја гледаме. Зашто на пример била парадоксална? Еве одлуката да станеме членки на НАТО. А зошто мислите која придобивка Македонија ќе има од НАТО? Крчева, Она што ни го раскажува Стево Пендаровски дека наеднаш ќе добиеме слободни медиуми со влегување во НАТО. Ќе потечат инвестиции од сите страни. Јас би сакал да ве потсетам дека со тој Стево Пендаровски ве водевте кампања 2014 година. Убаво сум потсетена на тоа. Вие бевте на листа 2014 година. Значи вие бевте на листа со Радмила Шекеринска, кој 2008 година велеше дека за 6 месеци ќе станеме членки на НАТО. Како се станува членки на НАТО ако не се смени име? Вие 2014 година агитиравте за платформата на таа политичка партија. Така е, апсолутно не бегам од тоа минато, не бегам апсолутно од тој дел на моето политичко работење и дејствување. Радмила Шекеринска не беше на листа, уште тогаш имавме сигнал. Вие бевте со Раната Гесовска, не се, да, точно. Но највисокото раководство не беше на листите, тоа беше добар сигнал за тоа што не очекува. А јас некако ги исчитувам тие сигнали и се осмелив тогаш да кажам не на таа политика. Да, но вие бевте на листа на партија, вие рековте не, бидејќи го бойкотира парламентот, но не рековте вие не за членство во НАТО. Вие 2014 година немавте ништо против членство во НАТО, а знаевте дека во НАТО се влего со променето име. Сега не смееме да предлагачите да глумиме. Цела Македонија беше, цела Македонија Марија Магдалена, која еве не знам била невина од Игор. Не, апсолутно нема невини во овој процес. Значи вие сте биле дел на таа политичка партија. Така е, точно вие така. сте агитирале за членство во НАТО. Сега велите не треба да се влезе во НАТО. Видете, и било салто мортале. На било која партија да се биле член, сите наши партии има консензус дека треба да се влезе во НАТО и Европска унија. Тоа не беше специфика на Социјалдемократскиот сојуз. Но тоа ви го зима од раце кредибилитетот да критикувате се и се што бидејќи вие сте биле дел на тој процес. Вие сте агитирале и сте убедувале луѓе дека треба да гласат за вас, за таа политичка платформа. Сега ќе ви кажам дека не е така. Бидејќи јас сум во целото мое битие демократ. Јас сум човек кој се бори и другите ставови да се чујат. Јас моите ставови сум ги кажувала многу јасно во Социјалдемократскиот сојуз. Се согласувам. Вие сте биле 3 месеци. И сум го кажувала. Да, сум работела многу кусо и тоа како експерт. Еве, велите сте биле демократ. Па ако сте демократ, тоа не значи не, се извинувам. Ако сте демократ, тоа не значи дека треба да агитирате за програма која не верувате. Значи, вие сте универзитетски професор. А ако агитирате за нешто, а сте агитирале 2014 година за членство во НАТО, со кој морален кредибилитет сега го почнувате интервјута и велите не треба да станеме членки НАТО? Треба или не треба? Не треба.
Еми што тогаш не се кажале? ви кажувам Што дека не тогаш не треба. сте кажале 2014? Под вакви уцени не треба. Јас тоа интерно сум го кажувала, Сега меѓутоа знаете. Пупу не важи. Не е така. Сте не е станале, така. сте се освестиле, викате, нашите не треба партии сега. немат и тоа 100 пати сум го кажала, демократски капацитет за 0,1% некој да им се разликува во ставовите. Го прифаќате ли Јас тоа? конечно и за образованието кое што го водев и чија што програма излезе на крајот после огромна работа, не да дофамин, не се испочитува дури ни она што јас го ставив на хартија 30 Крчева. страници. Значи ја не морам, ако сум член на партија, да се согласам со сите нејзини ставови. Барам да се почитуваат и ставовите на оние кои што различно мислат. Еве, нашата нова партија Глас за Македонија на тие основи поставена. Ние мора да најдеме консензус со различните мислења. Овие наши големи партии се догматски, најмалку демократски и апсолутно немаат абсорбциона моќ на никој што размислува макар малку различно. Јас сум Името? човек познат, мене ме знаат луѓето. Може би е тоа тврдоглавост, може би е тоа сигурност, како сакате наречете го, не, јас секогаш сум имала собствен Грча, став. името Северна Македонија е прифатливо или е неприфатливо за вас? Ама апсолутно неприфатливо, ве молам, и било кое име прикачување придавка Во меѓу вашата- Република и Македонија. Во вашата фамилија се радуват или жалат поради името Северна Македонија? Ма немојте ви се молам, прво мојата фамилија е почината за среќа, вела мајка ми и татко ми. И се сака да каже дека немате жив За член? среќа дека се немате жив починати член на фамилија? инаку. Не, ќе ви докажам, Значи оставете ме. фамилија е Оставете значи ме. брат, сестра, мајка, татко. Јас немам браќа и брачен сестри, јас сум другар, единица. Браќа, сестри на брачен другар, тоа е првоколено, второколена фамилија. Братучетки од моја страна, тоа е мојата во вашата фамилија, мои тетки, дали во вашата стрини и така фамилија натаму. слават или тагуваат поради името Северна Македонија? Во мојата фамилија зборувам за Шопова Солза. Јас сум Шопова Солза, мажена Грчева. Во моето семејство е траур заради оваа ситуација. Јас потекнувам од едно Сега во семејство кое што оставило и зорало длабоки културни траги во оваа Македонија. Сега во интервјуто да ви се обраќам ко Солза Грчева, како што ве знаеме и ве најавуваме, или ко Солза Шопова? Или ми било драго и едно и друго. Значи по потреба. Не по потреба. Ако треба да зборите, Тоа сум јас. ако треба да зборите Како за по потреба? ако треба да зборите за промена на името, тога сте Шопова, ако треба да зборите за нешто друго, тоа сте не, апсолутно, јас се гордеам со двете Значи презимиња. јас ве прашам конкретно, дали во вашата фамилија се тагува или се радува за промена на името? Јас во мојата тесна фамилија, која што ја подразбирам, моите деца, мојот сопруг, моите први роднини по мајчина, по таткова страна, ниту еден не прифаќа ваква работа, а повеќето од нив се вклучени во оваа борба во која што јас Ќе учествувам. бидам индискретен. Ако делот на Шопова има една вертикала македонска, дали делот на Грчева има грчка вертикала во својот идентитет во делот на фамилијата на Солза Грчева? Знаете како, јас не можам тие вертикали во име на друг да ги зборувам. Дали? Јас ја знам вертикалата Дали делот на вашето- мојот сопруг и Има на ли- нашите деца. Има ли грчко потекло? Тие се па имаат грчко потекло, да, се разбира, затоа и се И затоа ве викаат прашувам. грчеви. И затоа ве Но прашувам. знаете ли колку различни Зато- потекла има во зато наша јас- Македонија, па зато си се јас- чувствуваат луѓето зато Јас ве македонци. прашувам, дали семејството на Солза Грчева, грчкиот дел се радува, а овој македонски дел тагува за промена на името Северна Македонија? Знам дека ви е тешко Не да говорите, можете така да ги но не можете, пресечете но не можете да работите. ги избегнувате овие прашања. Не бе, јас Да. подиректно од вас ќе Ајде. бидам. Многу подиректно Ајде. од вас ќе бидам. Значи, за еден дел од фамилијата јас и не знам што мисли, не сме контактирале во последно време, но еве ќе ви кажам. За Грчеви, кои што потекнуваат од Струмица, кои што се братучеди и братучетки на мојот сопруг, тие сите многу жалат, тие се во македонци се чувствуваат, значи 100%, да не кажам кој Амди Бајрам да лицитирам со поголеми проценти, и сите дома го имаат Александар Македонски на плакета. Еве тоа ако сакате да ви одговорам. Грчева, тој сака да го слушнам. Бидејќи тие ја постигна својата цел, ги поделија фамилиите по ова вертикала, по ова прашање. Значи тие ја постигна својата стратешка Така цел. е, Да се така е. карат семејствата, да се карат луѓето, дали се за Северна или не се за Северна Македонија. Ние станавме Лелејска гора, што ја учевме во учебниците. Да се руинира македонскиот дух.
да се руинира Апсолутно. македонската стратегија, Апсолутно. македонското национално битие. Знаете, на толку емигрирани луѓе во Норвешка и во Шведска, може би и заслужуваме да бидеме Северна Македонија, бидејќи не сме успеле да направиме ништо 27 години да ја направиме ова Македонија нормално место за живење. Тоа ми беше, затоа инсистирав на тоа прашање. Овие луѓе или тие нивни спонзори и ментори успеа во својата стратегија, не раскара, не разнебитија. Ама тоа го успева оние од почетокот на 20-тиот век, не е од сега само. Апсолутно, апсолутно. Па не се овие поделби од сега. Македонија е жртва на тие поделби и никако од народов да се свести дека мора да застане за една единствена работа, да си ја сочува државата. Но најкриви од се сите политички елити во целиве овие 27-28 години. Не направија национална стратегија. Они го знаеа ова име од овој проблем од 93 година, го забошотуваа, примитивно се однесуваа кон него, незрело, без знаење, без мудро играње со меѓународната заедница, да дојдеме на крај престрелачки вод. Значи, ниве нека бајето што 27 години Вие се чувствувате ова не се дека случува. сега сме пред стрелачки вод. Да, јас се чувствувам дека сме пред стрелачки вод, само се надевам и мислам и градиме заедно со сите политички и неполитички Имате уште некој оптимизам, фактори. имате уште некој надеж? Апсолутно да, Каде? апсолутно да. Пите, Чекајте. кога читате договорот. Чекајте, Значи, тој пат Господ Грчев, треба да се изоди. Кога читате договорот, Добро? нели, кој што го декласифицира пред 3 дена. Добро. Значи, кога се чита тој декласифициран договор, нели, владата го декласифицираше пред 3 дена, таму се наоѓаат одредени елементи кои де факто можеме да ги означиме како историски банкрот на една држава. Кога Бугарија влезе во финансиски банкрот, не ја ставија валутен борд да може да управува. добро. Бидејќи ние сега се соочуваме со еден историски банкрот. Нас сушно со тој договор кој го има договорено Заев и Ципрас, ни стават еден историски валутен борд кој ќе ни ги контролира, кој ќе ни ги менува сите учебници и кој ќе ни дава согласност за издавање на некои идни учебници во Република Македонија, без разлика дали се буџетски финансирани или се финансирани од приватни средства. Ние, значи, во моментот сме држава пред историски банкрот. Па не, ние сме Да, држава да, без за жал. суверенитет. Ние сме држава која што сега докажа, ќе докаже ако овој процес отиде до крај, тврдењата на сите наши душмани дека сме вештачка творевина и тоа е еден многу опасен историски момент. Не, дури има. Ние ќе добиеме трајна референца, до сега имавме привремена, се занесувавме дека можеме елегантно да се извлечеме од тој проблем, но сега ќе имаме трајна референца. Ние повторно нема да имаме име. Ние ќе имаме нешто што личи на пасворд, не личи ни на име. Не, Грче, Значи, многу е ние полошо. сме Значи, апсолутно двата темела, двата столба ни се уништени Многу е полошо. на државноста. Ако досега велеа дека сме држава која е формирал Тито, сега, после ова што ни го кажа Заев во вторникот, ние сме држава која е расформирал Заев. Значи, ајде и да ве формирал Тито, ќе најдете некоја логика. Па дури може да чувствувате и добро, и среќно, и гордо, и така натаму. Но да ве расформира еден Зоран Заев, тука не може да најдете ништо што може да ве направи горд, среќен, напротив, ве прави несреќен, ве прави мизерен, ве прави понижен. Човекот во вторникот дојде и ја расформира цела македонска историја, цела македонска државност. Откажа, како не знам, одлепра од се што е во изминатите 5, 10, 15 или 20 века Он се македонска откажа од држава. нашето минато. Од све. Од се. Од се. Значи го избриша, ќе го избрише, еве ако отиде до крај спогодба, нашето минато. И тоа е председател на- Ги избриша нашите малцинства во соседните држави. Ние сме херметичка. Се чудат другите, нашата Ние диаспора сме во другите херметичка. континенти, што ќе прават сега? Го руинираше нивните позиции, таму ги избриша. Грчева, ние сме Значи, херметички тотален затворена хаос. нација. Нација херметички живее во еден простор кој е вакуум простор, кај што ништо не може да се случува, кај што ние не гравитираме инфлуенца ни надвор од нашата граница, а ни примаме внатре во нашите граници. Ние сме инвитро нација од вторникот според Зоран Заев. Ние сме држава која е во историски банкрот, председател на тој историски валутен борд кој ќе ја раководи историски Република Македонија е Ципрас или некој нов иден грчки премиер кој ќе не одлучува што ќе имаме учебници, кои учебници ќе ги дозволиме. Кој што јасно вели дека македонска Донес. нација тие никогаш нема да дозволат да постои, Апсолутно. кој што веднаш се пофали кај својот председател дека извојувале голема победа, што е точно. Прифатени се црвени линии какви што не можеа да сонуваат.
двата столба на нашата државност, уставот и внатрешната употреба ерго омнес, тоа е веќе крај за Република Македонија и за суверенитетот неизин и за сронување на секоја позиција меѓународна наша. Значи, се прекршени еден куп меѓународни правни норми од заедницата која што цело време не убедува дека треба да имаме воспоставување на правни држави, правен поредок, поготово се инсистира тоа за земјите од Западниот Балкан, а сега се погази се. Од вторникот наваму не постои времена спогодба. Не постои. Од 95-та година. Значи не постои Киро Глигоров и се она што го правил Киро Глигоров. Од вторникот наваму не постои пресуда на Хашкиот суд. Значи не постои Никола Груевски. Од вторникот наваму ние сме бебе кој е направено во епровета. Јас ќе си дозволам, не се согласувам со Хашката пресуда, бидејќи имаше толкувања од врвни правници кои што велат не, таа треба да се чува и да се употреби. Не, тоа што ние сме валидност тоа што ние сме прифателе, не застарува. Тоа што ние сме прифателе. Јас ќе ви цитирам една песна или една строфа од една песна. 3 дена на рацете носевме збрана. Со тага и болка на погледот срцен и секој капка од твојата рана ко крвава жар ни капеше в срце. Ова е Чичкови. Очиот Асошо. Да. Од ова се откажуваме, така? Така. Нели? И душа ме боли. Да. Се откажуваме на негова песна на Грамос. Така е. Ако ви текнува. Се откажуваме од све. Се откажуваме од Асно. Се откажуваме 2008-2009 година, ако не се лажам, Людмил Спасов, кој држи катедрата на Блаже Коневски. Ние од Блаже Коневски сега се откажуваме, нели? Людмил Спасов, кој бил член извршен одбор на СДСМ, извршен комитет на СДСМ, сега е глава нешто за образование или му се слуша гласот. Син му е еден од советниците на Зоран Заев. Доби 8 септемвриска награда за Евангелието од Кониково или од 850 година, значи некаде пред 2 века. Е откриен текст. Открива фински научници сега во Александриската библиотека, значи е напишан текст кај што за прв пат едно Евангелие е преведено на јужнословенски дијалект, значи на македонски јазик. Се откажуваме тоа. Нема нешто што ние не се откажавме. Гоце Делчев, Александар Македонски кој потекнува таму од Пела, Крсте Петков Мисирков, го прогласивме. Таткото на Ана Павлова Данева водеше еден месечник и тој месечник пред 15 години Ана Павлова Данева беше подпредседател на СДСМ заедно со Зоран Заев, Јован Павловски, и го прогласи пред 15 години Крсте Петков Мисирков за човек на минатиот век. И од тоа се откажавме, роден во Егејска Македонија. Значи се откажавме од се и се што. Ќе ви кажам уште една работа од која што се откажавме. Се откажавме и им забрануваме фактички на нашите историчари и археолози да се бават со својата струка од сега па понатаму. Што кога ќе дојдат до клучни историски хартии, што кога ќе дојдат до клучни археолошки наоѓалишта, што ќе треба да ги викаат грците на помош и да речат дајте ова носите го кај себе. Не ни припаѓа нам. Михајло Апостолски беше. Што станува со историската и археолошката наука, еве и од сега натаму. Михајло Апостолски беше прв председател на МАНУ, Блаже Коневски беше втор. Да. Блаже Коневски е татко на македонскиот современ јазик. Михајло Апостолски е генералот кој на Белкон влегува во слободено Скопје. Февруарскиот поход се изучува на сите воени академии во светот. Февруарскиот поход почнува од Фуштани, тоа е село во Мегленско, Егејска Македонија. Оттаму има 3 крака. Вториот крак, односно третиот крак преку источна Македонија стигува до Прохор Пчински. Значи февруарскиот поход е главната епопеја на Втората светска војна и почнува од градчето, односно селото Фуштани во Егејска Македонија. Ние се откажуваме и од тоа. Ама ние стануваме територија. Значи граѓаните треба да знаат дека ова творба вештачка која што сега се измислува на фашизоиден начин. Значи сега им го враќам оној епитет кој што ни се дели на сите нас кои што се обидуваме да одбраниме националното достоинство и националните интереси на македонскиот народ, кои што бевме нарекувани националисти, предавници, фашисти и така натаму. Ова е фашизоидно чедо, фашизоидна творба која што сега се обидуваат да стават на хартија. Одасном се откажа. Ова е со инженеринг да направите, со генетски инженеринг да се направи измислена творба. Се откажа одасном. Прво го префрливме одасном од Прохор Пчински во Пелинце. Сега мислам дека и Пелинце ќе го минираме, бидејќи не треба ништо да не асоцира на Асном. Во секој случај ќе треба да се консултираме со сите дали ќе ни дозволат. Во Пелинце на наша територија да го славиме Асном. И кога ќе видите списокот на делегати на Асном, таму има Атанас Великов Атанасов, работник од Петрич.
значи од Пиринска Македонија. Да, Па има така, Васил Атанасков Ивановски, работник од Костур, значи Егејска Македонија. Па Васил Глигоров Василев, работник од Петрич, значи повторно од Пиринска Македонија. Па Димитар Влахов, публицист од Кукуш, па Димитар Манџовски, земјоделец од Костур. Значи 5 членови на АСНОМ, биле од Пиринска или од Егејска Јасно Македонија. ќе ви кажам еден куриозитет на кој што најдов и секој може да најде. Јас тие ги имав и ставено некаде на интернет тие податоци, документи кои што не може да се фалсификуваат. Значи 1893 година започнува голем бран на емиграција. Пред се економска емиграција која што потекнува најмногу од Пиринскиот дел на Македонија. На Елис Ајланд во Америка, кај што вршале попис американците на сите оние емигранти кои што влегувале во Америка, во графите тие луѓе од Пиринска Македонија се подпишувале како македонци, заведени се Маседонијан. Понатаму, после Крушевското востание, после Илинденското востание, кога стануваат предмет на прогон македонците во тој дел, специјално во Егејскиот дел на Македонија, луѓето што бегаат исто така за Америка, тогаш веќе не само економска емиграција, туку и политичка, така да речеме, емиграција, исто така се заведени како македонци. Сега ние се откажуваме од се. 60 луѓе работеле на овој договор. 60 експерти, ангажирани од спонзорите на овој процес, работеле на овој договор. Спонзорите работеле, ја не верувам во тие Значи тимови 60 нивни, експерти, како што работеа на ОКТА, како што работеа на територијална организација, Да. така работа и Да. на ова. Да. Значи направен е договор кој треба да ја разнебити Република Македонија. Тие приказни дека со Северна Македонија го менуваме привременото име поранешно Југословенска Република Тие паднаа со Јергомнес, таа лага падна. Таа лага, значи падна. Во клучен момент за македонската држава, ние на две клучни министерства, начело на две клучни министерства за образование и за култура имаме албанци. Ништо нема против албанците, меѓутоа во период кога се крши македонската национално ткиво, кога се крши македонска држава, ние на две клучни министерства начело ставаме албанци. Ите тоа не може да биде случајно. Значи тука има еден цел систем кој е инсталиран во власта на Република Македонија. Уште веднаш реков дека ова се работи за еден сериозно изработен проект. Ова ништо не е случајно. Нити е случај на Тиранската платформа, ни она булазнење, бладање на Заев во Берн пред албанската емиграција, значи нити еден чекор не е случајно. Апсолутно ништо не е. Еве нека звучи случајно. како теорија на заговор. Еве нека Не звучи. е ова теорија Еве на нека заговор, звучи не како ме теорија на така. заговор. Сирија, Палестина, Македонија, во рок од 5 години, 6 години, трите библиски имења, трите библиски територии се ставени во одредени конфликти. Значи тоа може да го сметаме и теорија на заговор. Меѓутоа кога ќе погледнете фактите, те не е ставено на некое друго место. Ставена е Македонија, ставена е Сирија, ставена е Палестина. Лулки на древна цивилизација. Ајде да речеме Сирија случајно. Ајде да речеме Палестина случајно. Ајде да речеме Македонија случајно. Ерменија се случува сега. Видите, сите територии кај што гравитираат одредена историчност, одредена библиска историчност, сега се ставени и се перманентно атакувани да биде изменета нивната позиција. И ние да немаме право да се буниме. Па тоа е најлошо, значи Ние со прифативме еден да се само потпис, укиниме, да се така, само укиниме. Со еден потпис ние не натера јажето сами да си го донесеме од дома. И повторно ќе речам, ниедна држава не може да биде толкава и крајна и ултимативна и 100% жртва на ниеден заговор без пружен отпор. Ве молам, ние самите се самоукинуваме. Тие му го подаваат пенкалото на Заев за да потпише. Може и со заврзани очи да биде тој ќе потпише. Грчева. Значи, ова е најсрамен чин во нашата понова На историја. Ванчо Михајлов му го нуде ова 44-та година. Па на многу луѓе има И нудено. одби. Значи Ванчо Јасно, Михајлов, човекот јасно, кој сме го сметале за јасно, најголем предавник во на македонската нација, Одби точно. 44-та, Точно. овој прифати и не само што прифати, овој се гордее. Он вели дека нова историја пишува. Добро, тоа е малку и во неговото образование, малку и во неговиот карактер, не малку, туку малку повеќе, во неговиот систем на вредности, ако сакате, во неговата неукост, во неговата грамзливост, што ја докажа на многу пати, па ние на видеоленти гледавме се, ако не сум ја суд што може да пресудува, меѓутоа
слепа не сум, глува не сум, знам за каков профил на човек се работи и тоа се тие погодни личности кои што се наоѓаат во историјата за да ги вршат овие најсрамни работи. Се извинам што морам да ве коригирам. Тие ленти што сте ги гледале се од периодот на Република Македонија. Сега Република Македонија не постои, ние сме северна. Не постојат ни лентите, сакате не да постојат кажете. лентите, ние сме сега Северна Македонија. Ние од Северна Македонија сега, вие може да останете од Република Македонија. Ние што сме сега од Северна Македонија не признаваме ништо што сме направиле додека била Република Македонија, така да тоа ќе мора да го респектирате. Сега ќе цинизирам уште повеќе, ќе одам во цинизам, но ќе продолжат да важат бомбите на Заев од како рецидив од старата држава, за да може да бидат употребени за уцена на оние во парламентот кои што утре треба да направат мнозинство за гласање на уставот. Значи тие ќе бидат артефакти единствени кои што ќе сведочат за постоење на некоја стара држава. И сега ќе видиме кој ќе ги штампа новите лични карти. Новите пасоши, и тоа ќе биде многу интересно. Новите таблички за автомобилите. Блиски на Заев, дали блиски на Кои шахти ќе ги менува? Ние не знаеме. Капаците на шахтите. Таблите по институциите кои ќе ги прават. Пошто тоа се мери. Реновирање на зградите, базите, треба да имаме ние инженеринги на зградите. Ајде да видиме кој тој бизнис кој тежи милиони и милиони ќе го добие во наредниот период. Па можеме да депонираме јас и вие по едно ливче овдека за да го отвориме, да. Па видите, ние имаме искуство од Украина, имаме искуство од Косово. Луѓето што беа на чело на бомбардирањето на Косово, после ги добија сите тие бизнеси, дали е тоа Весли Кларк, дали е господјата Облак. Знаете што, ова земја стигна до овде и не мислам да амнестирам никого, ни во минатото, ни сега. Не треба. Стигна од криминалци. Да имавме нормална држава. Немаше како пијан за плот да се држиме, која секунда ќе влеземе во Европска унија, во НАТО и така натаму. И да ги лажат граѓаните со некакви розови бајки. Ја искрадо, ја иструлеа од натре државата. Од уценети политичари, на крај државата ни стана уценета. Таа порака на 2 дена им ја упатував на граѓаните, не ја разбира. Се надевам дека сега им допре до свест што е се направено. Затоа што ова не се партии, ова се картели. И стојам на тој збор. Ова се клучни моменти од македонската историја, од македонското образование. Ова е период, почитувани гледачи, кој ние треба да се само укинеме како народ и како нација. Треба да се само укинеме како држава. Да ги менуваме нашите учебници и да ја менуваме нашата историја, да менуваме нашата култура. Во еден ваков зовриен политички амбиент, на чело на двата ресори, кои се клучни во Република Македонија, зборам во ваков временски, политички, историски или секаков друг контекст, а тоа е ресорот образование и тоа е ресорот култура, Зоран Заев, на чело на тие два ресори, не става министар македонец. Туку тие два ресори ги дава на Беса и ги дава на Дуи. Односно ги менува македонците кои до пред 2 недели беа на чело на тие ресори и тие ресори ги става во рацете на албанците. Видите, тоа не може да е случајно. Значи не може да биде случајно во клучни историски моменти кога треба да се менува македонското образование и македонската историја и македонската култура, вие на чело на тие ресори да ставите албанци. Тоа е систем. А тој систем е работено долго време. Повеќе од 60 луѓе работеа на овој договор кој го потпиша или кој го прифатија Зоран Заев и господинот Ципрас. 60 луѓе работеа повеќе од 4 години да дојде до реализација на еден ваков проект. Тоа не е ни случајно и тие луѓе нема ни да се откажат. Затоа е направена смената на чело на овие два ресори. Тоа е суштината на целиот тој процес. Еден ден доаѓа Фрчковски и нешто замотано, ама големо, носи и еден милиционер со него, тој носи таа пратка. Влегува натре, му вика на милиционер, ај оди си ти. И отпакува, кога гледам, амфора. Од Егејско море извадено од некој брод. Што ти е бе ово? Ово е вика од Грилакис. Од почит што му дадовме за солниште, смета на вас како председател треба се одолжи и вие праќа ова многу е ретка и скапа работа. Ово и саата тоа спакувано, што ти кажам. Како знаат грците да направат, е подарок од господинот Грилакис. Бидејќи не сакаше да ја земеш амфората, еве, ово е Rolex саат, тоа вика чини $15,000. Па, вака, ракавот, еве и ја имам.
Крчева. Се сеќавате на Киро Глигоров. Имаше интервју во мојата емисија и подосна тие сегменти од интервјуто се извртеа и по социјалните мрежи, и по Facebook, и по другите телевизии. И раскажуваше таа средба или тие две средби кои ги имал со Фрчковски некаде пред 15 години, тоа се приказните за амфорите и приказните за саатот. Ако тогаш грците биле спремни да дават амфори и саат на Киро Глигоров, како што самиот вели, колку се денес спремни да дадат за ова? Сигурно многу, знаеки го Киро Глигоров, дури и лично, бидејќи е штипјанец, а татко ми потекнува Штип, знам дека направи пропусти, меѓутоа Киро Глигоров не беше форматна човек што ќе падне на амфори и на сати, да се разбереме. Ние одиме типично по неентрописки закон на физиката, каде што тонеме незапирливо. Со секоја наредна структура сме подолу од претходната. Сега не би ме чудало, не сега веднаш, меѓутоа вака за наш куриозитет понатаму да дознаваме и пари каде се префрлени и така натаму. Белјата ќе биде веќе направена, џабе ќе дознаваме ние понатаму и за амфори и за куфери. Дајте да се направи, да се мобилизира ова општество, да го спречи ова. Ова е многу страшен момент. Гледате, господи Грчева, американците го донесо Бојко Борисов на власт, му дадоа домашни задачи, додека ги спроведуваше тие домашни задачи, све беше во ред со Бојко Борисов. Пред 10 дена во Москва кажа нешто што веројатно не им се допаднало на спонзорите и пред 3 дена му извадија дека му се најдени офшор сметки на одредени Кајмански острови кои се тешки милиарди долари. Така е. Така функционира и така завршува секој човек кој се нафатил да ја продаде својата држава. Значи ние можеме Јас сум срекна да се дознае за сите милиарди, дали се на Бојко Борисов или на нашиве овде. Јас сум дури срекна да речеме да се дознае. И не мора многу да чекате. Нема ни многу да чекате. И нема за многу година, да чекам. две, Апсолутно. кога ќе прочитате тамо во некој бугарски, Јас не давам олеснителни околности и за пратеници сега кои што прелета, не зборувам за нашиве овде, кои што прелета од еден во друг табор, па други уште ги жалат. Знаете, за сини или брати има процес во СЕО. Па нека го има, нека се видат кој што крадал. Историска одговорност. Имаат огромна историска одговорност. Како велеше Бранко Царенковски кој беше председател? Како велеше Бранко Царенковски кој беше председател на државата? Ајде да го видам кој е тој маж што ќе го смени името. И по името го смени поленот на Бранко Царенковски. Човекот кој го донесе на чело на СДСМ. Го смени Шекеринска кој беше десна рака на Бранко Царенковски. Нели ДНК-то на СДСМ е ДНК на Бранко Царенковски, значи неговото ДНК всушност и стави клjuč на врата на Република Македонија. Не амнестирам никој од ВМРО да помане. Значи не амнестирам никој. Дури сметам дека тоа што велат дека ќе на референдум, можеби треба да го преиспитат. Јас немам таква стратегија. Јас тоа го гледам како Јас немам таква стратегија. Една уиграност, извинете, да викате ќе одиме на референдум, знаејќи дека ќе го наместат референдумот. Јас тоа не го гледам како никаква олеснителна околност, туку им давам шанса да се коригираат и да размислат добро. Бидејќи веќе ви кажам податок. Според договорот кој нели беше декласифициран од страна на власта на Република Македонија. Еве го. Да, нели? Тоа е тој договор. Тоа е тој договор, нели? Кој сега е достапен, кој сега да, тоа е срамна. Да. Со ова хартија се укинува правото на моите предци и на моите деца и на моите внуци утре да се нарекуваат македонци и да живеат во едва и видена самостојна Македонија. Ова е таа срамна хартија. Како германците се срамат од таа капитулација подпишана после Првата светска војна во вагонот, така и ние ќе се срамиме од таа срамна капитулација по 1, 2 или 3 години што е сега направено. Генерално во Република Македонија. Значи ова е, мислам дека после Букуреш најтешкиот ден во историјата на Република Македонија. И ако гледаме како Крсте Петков Мисирков поминал низ историска и лична меланхолија, гледајќи дека нема перспектива за Република Македонија и ги пишува македонските работи, нели? Ги пишува останатите дела. Така веројатно и просечниот македонец денес би сакал како Скарлет Охара да легне, да заспие и утре да се разбуди и цела работа да биде завршена. Да биде завршена, мислите да некој друг се реализира планот или да се врати назад? Па мислам дека е двојствено. Дека ако може да се врати назад, супер, а ако не може да се врати, тогаш некој друг да го направи. И онда нема никаква историска одговорност.
Немам јас такво чувство. Знаете, и јас би го делела вашето Поделена- мислење да не се поделена движам е. многу на терен. Па сега се движам Многу. исто. И вие се движите на терен, меѓутоа може би дека сме политичка партија, пристапуваат луѓе, ма и било каде што ќе се сретнам со граѓани, исклучително загрижени. И не гледате дали излегле, не излегле на протести. Некои од нив се многу и стари да излегуваат. Некои се премногу млади аџамии кои што не се бават Па со добро, протести. ако толку луѓе- Меѓутоа голема загриженост покажуваат. Ако толку И луѓе јадосаност, и се гнев и се. Ако толку луѓе се против овој договор, тогаш нели е логично да ојте на референдум? А не, знаете, со наместениот, со лажниот избирачки список, со над 1.800.000 гласачи, Држава. со толку дадени државјанство од Косово. Еве јас сум Не. против. Еве јас сум против референдум. Значи јас сум против референдум. Повеќето од луѓето се против. И тоа сум го кажал јасно Да, во мојата да, емисија дека тоа е штетно. Но, теоретски, знаете, ако донесите една власт, вие велите хартел, некој вели хунта или било како, да лажира референдум. Да лажира референдум кај што се само укинува Република Македонија. Па нема поголем доказ на штетноста на една власт, бидејќи они се уште успева да ги убедат македонските граѓани дека тие прават се во интерес на македонската држава. Да ја донесете на референдум и да мора да го лажира тој референдум. Може би таа опција, значи јас велам, јас сум против референдум, јас на референдум нема да излезам. Меѓутоа, може би од некој историски аспект и контекст треба оваа штетна булумента да се донесе на референдум. Да види дека нема доверба од граѓаните и да го лажира тој референдум. Што ви мислите? Мислам не. Тоа едва и ќе се дочека дека референдумот е успешен, како што Натала Џафери истата секунда му честитаа дека е легитимен председател на собранието. Не, тоа е многу опасна работа. Они денес ни велат. Тоа е многу опасна Они работа. денес ни велат договорот важи без разлика дали ќе го потпиши Така е. Ѓорги Иванов. Така е, така Значи е. они не ни чекаат референдум. Не. Значи они не ни чекаат референдум. Они ќе го прифатат договорот уште без референдум. Дури референдумот е ставен како факултативен. Ако сака владата, ако се согласи, ако оцени за потребно владата да го направи, дури Зоран Заев тоа го кажа, ќе видиме дали ќе биде обврзителен или ќе биде консултативен. Или консултативен. Прв пат слушам за консултативен референдум. Значи, прво, сметам дека граѓаните веќе се изјасниле на референдум за самостојна Република Македонија еднаш. И тоа е нивната определба. И добро, што ќе Тоа е правите? нивната И добро, што определба. ќе правите? Прво, еве да почнеме по постапките. Ако продолжите овие тези да ги Добро. развивате, ви имате веќе една етикета дека сте руски човек. Не сум руски човек, одма пред камери да следната кажам. фаза, значи ви гарантирам Не сум руски човек. Следната фаза ќе биде дека Сигурно вие сте не сум. човек на Зоран Верушевски, кој преку оваа структура на луѓе сака да создаде одреден конфликтен амбиент во Република Македонија. Значи Ни Зоран Верушевски, ни руски, јас сум си македонски човек со искрени намери и желба и потреба и одговорност да се избркам Зоран Верушевски. Боже сачувај, одговорно ви тврдам со човекот ни добар ден не сум рекла. Јас сум го видела на наставно-научен совет на фонд каде што ни еден збор нема разменето, не го знам кој. Ке пробат ли да направат конфликт од типот на 27 април? А што имам ја врска со Зоран Верушевски? Мислам, јас ве прашам што толку се возбудивте. Еве можете и вие да ме прашате мене дали сум човек на Зоран Верушевски, ќе речам не. Не ми интересира Зоран Верушевски во целава приказка, ја него не гледам што е тој човек, Ова што сега се случува е ракопис на Зоран Верушевски. Тоа не знам, на вистина не можам да исчитам. Ја го гледам ракописот на Заев, Шекеринска, Димитров, оние што се фронтмени. Ова почна од 2014 година. Ова не е од Господ паднато. Значи ова почна од 2014 година и финишира 2018 година. Ние сите знаевме дека ова ќе финишира со промена на име. Да. Тоа што не бевме свесни дека ќе оди до едно вакво драматично сценарио, вакво штетно сценарио. Никој од нас ова не можеше ни да го предвиди. Во кошмарен сон не можеше да го предвиди. Па дури вика Никола Димитров, ова не е најдобро решение. Не, ова е најлошо решение. Значи, Централно-Балканска република која Васил Топурковски ја донесе 92 година е цвеќе, е ружа во споредба со ова што сега ни се има направено. Знаете, за мене било кое решение освен Република Македонија е срам невиден. Ама овде името е најмал проблем. Кога читате договорот, не името проблем, тоа сакам да кажам. Овде кога читате договорот, името е најмал проблем од целата. Најмал проблем во целата оваа лакардија. Ама се укинуваме ние.
Се укинуваме. Ние сме држава и нација која Немојте оди во тоа мене стечај. вака да ми го кажувате. Се укинавме. Јас живеам по 24 сата со тој Значи проблем. ние се укинавме и точка, све друго е приказ за мали деца. За мали деца. Ние се поништуваме себе си, стануваме територија. Ние имаме овде голем нерешен проблем со албанците, веднаш чекаат да се смени председател, да си го донесат, да го имплементираат законот за двојазичност. Знаете, Грча, Целата една сценографија е поставена веќе. Треба само глумците да излезат на сцена. Ко сме гледали оние документарци за Јужна Америка, ко сме гледали како оние компании за банани, за ананаси, за Јужно овоше, правеле нации по Јужна Америка, нели? Кај што ги цртале границите, па веле ти си сега Боливија, ти си сега Парагвај, ти си сега Чиле. Јас мисля дека тоа е нешто што се случило пред 2 века, дека тоа нема шанса да се случи. Денес, значи ова недела, ние видовме како може да се направи нова нација и око да не им трепни. Ама ние требало да го видиме тоа и на Балканот, не да одиме до Јужна Америка. Да, сега у моментот. Како е на тајен договор изцртана на карта Албанија? Како? Како е делена Босна и Херцеговина? Нацртана е, буквално е нацртана. Југославија е делена на салфетка Милошевиќ. Молам, за да на крај испаднеме жртва на тие сите големи аспирации околу нас. Голема Бугарија, голема Албанија, голема Србија, најмалку затоа што и ги подсекоа крилата, Грција и така натаму. И ние овде нерешено едно парче територија што мислевме дека со 45 е симнат веќе тој терет од нас, дека конечно имаме нешто што ќе биде суверено наше, ние сега со една подпис на една банда го губиме. Па видите. Мислам, но народот ќе има историска одговорност, пазете, ако го прифати овој и ако не најде начин да се спротистави на целиот овој срамен пат. Зошто е одбрана сол за Грча во овој интервју? Имав дилема, почитувани гледачи, дали да викнам некој од СДСМ, дали да викнам некој од ВМРО. Не може да се мери вината на СДСМ и ВМРО. Во овој временски период, вината на СДСМ е најмалку 80. Да не речем и 90% од тоа што сега се случува. Ако ВМРО има некаква вина, тоа е 10%. Ако учествува на некој евентуален референдум и даде алиби да биде лажиран или да биде фалсификуван тој референдум. Меѓутоа најголем дел од вината, повеќе од 80, повеќе од 90% е во рацете или на грбот или е натоварен Зоран Заев и на СДСМ. Кога човек се соочува со таква дилема кого да викне во емисијата, тогаш одбира човек кој можеби најмалку бил непринципиелен по прашањето на името, кој можеби најмалку правил фаули по ово клучно прашање околу еднината на Република Македонија. Затоа одбор на Сол за Грчева. Не дека 100% се согласувам со ставовите на Сол за Грчева. Не дека Сол за Грчева не правела одредени демократски, политички или секакви други фаули. Да, правела како секој од нас. Жив човек греши. Меѓутоа, во овој комплот на луѓе и политичари, она барем најмалку правела непринципиелни коалиции околу името на Република Македонија. Господине Заев, пред самиот крај на емисијата да ве прашам доколку Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт. Нема доколку ќе дојде на власт. Значи, моето прашање е доколку Социјалдемократскиот сојуз, нели така, дојде на власт, може ли да дојде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Република Северна Македонија со превод на сите јазици. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во уставот. 1944 година, кога немаме своја држава, формирана е прва егејска ударна бригада, која учествува во Кичево, во Полошко, во Гостиварско, кај што има денови кај што по 400 балисти се екзекутирани од таа прва ударна егејска бригада, кој што пред да биде расформирана ја брани границата на Македонија кај Евгелија и кај Битоланче, брани границата од грчка страна. Значи, не сме биле држава, а сме знаеле што сакаме. Па во извештаите на ЦИА 42 43-та, 44-та вели македонскиот народ прво се бори за национално обединување, а подоцна за формирање на комунистичка држава. Значи тоа не го велам јас, не го велите вие, не го велат нашите историчари, го вели ЦИА во своите извештаи. Јас сум правил емисии пред 7 години, значи.
И одеднаш ние викаме, не, тоа не важи. Ние херметички ќе се затвориме. Ќе ги затвориме прозорите и ништо не гледаме на север, ништо не гледаме на исток, на запад и на југ. Ние сме ово што сме тука, не формирал Тито, сега го расформира тоа што е формирано од Тито и се формираме како држава по теркот на Зоран Заев. Па видете, ние не смееме ни ниеден надворешен поим да употребиме, екзонеми таму и ендон. Да. Значи ние, замислете, во Америка имате град што се нарекува Амстердам, Москва и така натаму. И замислите Ние не смееме ништо друго, се ќе биде прогласено за туѓо. По Значи 50 ние по консултација ќе треба да одиме кај сите соседи за да наречеме една улица, едно мало, едно училиште, 50 години некое дете- еден град, едно село. по 50 години кој дете во Јапонија ќе учи историја и ќе рече дека таму од 2018 година јуни месец е формирана Северна Македонија и македонската нација на таа Северна Македонија е ја формирал Зоран Заев. Ама не кај ни во Јапонија, кај нас Кај тоа нас ќе се случат. случи. Кај нас ќе се случи. Што не Зоран- држи? Зошто јас и вие дискутираме Значи, сега држава- точно за овие проблеми? Затоа што не држи македонската Некое меморија. мое или Што вашо- ќе биде со меморијата на нашите внуци? Северно македонци. Нашите внуци ќе бидат жители на една држава која е формирал Зоран Заев. Не знаеме судбината на таквите, не е никогаш нешто славна и ја би сакала да верувам дека ќе најдеме начин да се спротивставиме. Тоа се обидувам да ви кажам. Како ќе најдете Па начин? прво, толку преседани се направи. Дека ние ова го Толку прекршувања дека се ние ова го направи. разговараме, пола Македонија или не знам, една десетина од Македонија отиде во Грција. Пазите, неделата кога се менува името Северна Македонија, кога грците слават, а има грци кои протестираат, па ни ова не им се бендисува, нели? Опозицијската нева демократија вели дека ова не е добар предлог, че еден дел од македонската нација, македонскиот народ оди во Грција. И кој празник го користи? Рамазан. Значи, видите, тоа е едно тотално идеолошко, национално и секакво друго обезличување на македонскиот народ. Дури не можам да си го препознам тој дел на македонскиот народ. Ние се со тие луѓе комуницираме, се гледаме, пиеме кафење. Веќе многу и не комуницираме. Не допираме Веќе до нив. многу и не комуницираме, да ви кажам, ова е многу штетен договор, кој ако се имплементира ќе доведе до страшна делба во македонското ткиво. Гледам вчера Најголема и делба некои во лидери македонската на историја. одредени партии велат сите што ми биле пријатели од Фејсбук, од таа провиниенција, Ги од бришам. социјалдемократите, ве молам избришете се сами да не се трудам ја да ве бришам. Тој тоа го бара сега, а јас тоа веќе го направив. Значи не сакам веќе да комуницирам. Генералка. Да, генералка Имавте. има. Знаете, имаше еден момент интересен кога бев во собранието, нели? Цело време бев напаѓан од одредени попримитивни представници на партијата. Имавте груби напади, да. Имав груби напади и во еден момент кога се случи бернскиот настап во Берн на Заев, со двојазичноста, со бабичката, знаете, сите ние гледаме некое наивно човече сакаме да видиме. Божјо човече со раката ставена на... Кој доека диши нема да го смени македонското име. Доека по негови зборови. Нели? По негови зборови. Но се сеќавам дека тој момент вечерта он беше во Берн, утринта имавме собраниска седница, не се сеќавам на една од комисиите и кога доаѓаше Катица Јанева во парламентот, тие повторно нешто се обидуваат да капитализираат на моја сметка и јас тогаш отворено им реков и да бев до овој момент со вас, ова ќе беше моментот кога ние дефинитивно ќе се раздвоевме. Вакво нешто не можам да замислам. Ева, тиранската платформа не се испорача. Тоа е комплементарен проект со овој проект за името и од тоа нема бегање. Да. Од ВМРО немав некои големи очекувања историски. Они според мене биле секојаш на некоја проблематична историска дистанца визави македонската државност. Секој сум имал во еден историски контекст многу поголеми очекувања од левицата. Па сум велел 44 година асном, па не знам возобновување на Македонска православна црква, па правење на Македонска академија на науки и уметности, па Блаже Конејски кој бил, да речеме, торпедиран од луѓе на ВМРО како Антони Милошевски, но сепак е татко на македонската на Тоа беше исклучително невкусно и лошо обраќање. Значи секојаш очекувањето од левицата, па дури македонскиот национализам според мене бил секојаш лево ориентиран, па дури левото крило во историското ВМРО
било многу повеќе национално свестено отколку десното Така и крило прогресивно било. во историското апсолутно. ВМРО. Па и таа СДСМ е наследничка на партија која е формирана 43 година во Тетово. Зошто? Баш во центарот на балистичката творба да биде формирана. Да. Па не знам Блаже Тоа е Коневски, порак. па не знам Михајло Апостолски. И сега доаѓа ова македонска нација, ова македонска држава да биде само укината со лева партија или со СДСМ на чело на македонска држава, територијална организација, ова и така натаму. Рамковен договор. Видите, они точно одбра СДСМ да биде гроборот на современата македонска држава формирана 44 година. Тоа не е случајно. Не е случајно, апсолутно не е случајно, но ова е врв од она санта лед која што ја гледаме, бидејќи добро рекоте, ВМРО не сум го гледала ни ја никогаш како она што сака да се представат единствени бранители на патриотизмот и носители на патриотизмот во Македонија. Еден куриозитет што на граѓаните не го знаат. Па 2015 година, како да сме во најжестока окупација заради коалицирањето со ДУИ, тие дозволија во собрание да гласат, значи ВМРО и ДУИ се изгласа, промена на сите заостанати топоними во Западна Македонија и во Кумановскиот регион со албански топоними. Па тоа го прават само луѓе кои се под окупација. Пазете, ги гледавме снимките од Русија кога беше окупирана па ослободена. После германците тогаш си ги враќаа сите топоними назад. Ние дозволивме во собрание со гласање со едни по мене личности кои што сега дознавам се бавели со криминал, со препродажба на работни места и така натаму, стискаат зелено копче за редефинирање најсрамно на 50 топоними во Македонија. Замислете, ја овде немам кого да амнестирам. А зошто немам кого да им амнестирам? Криминалот има идеја водилка и спојка и мајка и татко на овие наши гарнитури. И затоа сум бесна. И затоа се формираше оваа партија, без да знам дека ова ќе не чека ваква жестока битка. По мене, главната битка треба да биде исчезнување, борба тешка со корупцијата во ова општество. Ако воопшто имаме општество, ако успееме да се избориме, да ни остане Македонија ваква како што е. Не ми дозволувате да кажам моменти на оптимизам, од каде гледам моменти на оптимизам во целиот овој пат што треба да се... Јас ви дозволи све да кажете. Не само поради грлото и гласот што ми е фатен. Да, добро, тоа го употребувам, го злоупотребувам. Да, туку и поради фактот дека во изминатиот период сте биле најконзистентна по прашањето на името. Да. И кога размислов кого да поканам во оваа емисија, одлучив да поканам човек или жена или политичар кој е најконзистентен. Дали се согласуваме 100% или не согласуваме 100%, тоа не е битно. Но вие сте биле конзистентна по ова прашање. Апсолутно. Значи сте имале пропусти, сте имале работи со кои не се согласувам, сте имале можеби и непринципиелни позиции, но тоа не е битно. Не, јас сум имала секогаш принципиелни. Не сте имали непринципиелни, не сте биле дел, сте биле дел кој агитирал, не е битно, тоа на почеток го девме. Но во цела ова работа ставајте по името или по прашањето името, не сте ги менувале. И тоа е нешто што треба да се подржи и да се респектира. Знаете, тоа си е фамилиарен еден кодекс, еден ген од кој што не може да се избега. И ко велите оптимизам. Ево што го гледате тој оптимизам? И па, ајде може да се спуштиме... Па ни завршува емисијата, мораме кратко да го каже тоа. Значи, во што го гледате тој оптимизам? Кај во една реченица, кај гледате оптимизам? Прво, сега кога ќе влезе во собрание овој меѓународен договор, пазете, дека не смее да биде гласан со 61. Дали ќе се тепаат натре пратеници, дали се спремни тоа да го прават, меѓутоа не треба да дозволат да биде изгласан со 61 пратеници. Ќе биде изгласан. Меѓународен договор кој што содржи промена на устав, значи тоа е кршење. Ние имаме председател на собрание. Кој го заменува врховниот командант кога отсуте надвор од Македонија, кој не е избран со 61. Кој не знаеме како е избран. Видите, значи овде во оваа држава сега ќе поминува се и се што. Ама тоа е добро. Затоа што се може да се оспори утре, се може да се оспори. Значи не можете вие да направите 100.000 преседани правни и ништо да не... Го имате договорот, така? Го имам договорот, Како вели Радов на средбата со Ѓорги Иванов пред 2 дена, пред 3 дена у Софија. Договорот меѓу Македонија и Грција вели дека не може да биде враќан назад. Еднаш пуштете го Радев. Да, па пише во овој договор. Пуштете го Радев, што вели Радев. Ама пише во овој договор. Не може да биде менуван.
Кога ние ќе го ратификуваме у парламент, енде, Не. точка. Не. Точка, Кој Грчева. парламент? Не е легитимен парламентот. Па сега нели велевте дека сега Пала ќе Џафери? влеземе у правна битка. Да. Како тоа? Наназад ќе докажеме дека сме имале пуч во парламентот, дека парламентот не е конституиран на легален начин, дека немаме легитимен председател и се што произлегува од таму наваму е нелегално, како тоа? Грчева. Ама, видете- Имате среќа што не сте у парламентот. Зашто? Видите. Он има среќа што не сме ја во парламентот. Дали ќе гласате за или против? Вие сте дел на парламентот. Ако бевте у парламентот, кој има разнебитено Република Македонија. Во тој смисол да. Овој парламент, Во тој во смисол да. мандатот на овој парламент е разнебитена Република Македонија. Можеме Така е, ние така. да Во тој наоѓеме смисол, милион да, апсолутно. објаснување, милион причини, милион за и милион против. Во мандатот на овој парламент Република Македонија сама се самоукина. На нејзино место дојде Северна Македонија. Сега е петок, 15 јуни. Ама не сакам во минато време да зборувам за сопствената држава Република Македонија, таа не смее да се претвори во Северна Македонија. 15 јуни, Не. 15 часот и 2 минути. Ова веројатно е последно интервју кое Васко Евтов и Соза Грчева го прават ко граѓани на Република Македонија. Следното се плашам дека ќе го правиме ко граѓани на Северна Не Македонија. сакам ваква апокалиптична завршница на една емисија да направиме, затоа што не сметам дека бело знаме некогаш се дигнало и сега треба да се Вие дигне. завршете емисијата. Не. Како би ја завршите? Еве како ќе ја завршам. Ајде, ја ви дам Еве шанса како да ја ќе завршите. завршам. Се што мисли за Македонија, да се спречи овој срам под едно знамен, независно од партија, ништо партиите не се важни. Граѓански здруженија, граѓани и така натаму. Да се организираме најмудро да не помине тој референдум. Тука е нашата најважна битка, бидејќи само референдумот е иреверзибилен, од него нема враќање. Све ова друго крши толку многу законски норми, устав и така натаму, но референдум ако се лажира, од тоа враќање нема. Ете, со тоа ќе завршам емисијата и со една надеж дека граѓаните, народот, кој што македонците, кои што не се прашани. Пазете, во оваа држава не само што нема национален консензус, нема ни политички консензус за оваа авантура. Значи, народот мора како носител на суверенитетот да се избори, а ќе се избори со тоа што референдумот ќе пропадне. Ми беше задоволство. И мене. Господине Заев, пред самиот крај на емисијата да ве прашам доколку Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт. Нема доколку ќе дојде на власт. Значи, моето прашање е доколку Социјалдемократскиот сојуз, нели така, дојде на власт, може ли да дојде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и керка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија. Подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Република Северна Македонија со превод на сите јазици. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во Уставот. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Ќе биде последната емисија во Центар во оваа календарска сезона. Затоа немојте да пропуштите. Знам дека има фудбал, меѓутоа идната недела сигурно ќе биде добра емисија, веројатно на исто ниво како што беше емисијата оваа недела. Значи се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш пријатно вечер Македонија, се уште пријатно вечер Македонија, каде и да си. Од есен се надам дека не морам да кажам пријатно вечер Северна Македонија, каде и да си. До тогаш се гледаме идната недела во истото ова време. До гледање.